Кратка најава за денешниот дневник. Ова лето по нови патишта до Охрид привршува изградбата на автопатот Кичево-Охрид и регионалниот пат Охрид-Свети Наум. Измените на Законот за локална самоуправа, кои меѓу другото предвидуваат отповикување на градоначалник, ресорниот министер очекува да бидат изгласани до крајот на месецов. Игуменот Георги е новиот духовен водач на Деварско-Кичевската епархија. Во Охрид денес започна меѓународната конференција и Дината на комуналниот сектор во организација на АТКОМ. Се урна Боинг 787 во Индија, најверојатно нема преживеани. За најавените и останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево, ветровито и топло време со дневна температура до 30 степени Целзиусови, која е над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро, ветровито и посвежо време со благо опаѓање на температурата. Во петок, голем дел од западна и централна Европа ќе биде под влијание на длабок циклон кој што ќе условува поројни врнежи проследени со засилен ветер. Нестабилноста ќе се проширува и кон Алпите и Апенинскиот полуостров, каде се очекуваат поројни врнежи и невреме. Врнежи од дожд се очекуваат и во источноевропската низина. Јужниот дел од континентот пак ќе биде под влијание на висок воздушен притисок што ќе обезбеди претежно сончево и топло време. Балканскиот полуостров утре ќе се наоѓа под влијание на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од полуостровот ќе услови претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 28 до 36 степени. Во Македонија во петок денот ќе го започнеме со посвежо утро со пониски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и топло време. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 25 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во петок ќе превладува сончево, ветровито и топло време. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува сончево и топло време. Утринската температура од 12, односно 11 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 27, односно до 28 степени. Во понеделник ќе продолжи сончевото и топло време. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас.
Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Ова лето по нови патишта до Охрид привршува изградбата и реконструкцијата на двете најзначајни делници, автопатот Кичево Охрид и регионалниот пат Охрид Светинаум. Уредените современи и безбедни патишта се очекува да го намалат бројот на сообраќајни несреќи и да го зголемат бројот на туристи. Оваа сезона по нови патишта до главниот туристички центар заврши реконструкцијата на патот Охрид Светинаум, една од најфреквентните делници која води кон плажите, Националниот парк Галичица и соседна Албанија. После 4 децении патот во должина од 24 километри е целосно рехабилитиран, поставена е комплетно нова сообраќајна сигнализација. Оваа делница претходно беше многу оштетена, наместа и целосно руинирана. Со инвестиција од над 11 милиони евра денес е современ и безбеден пат. И охриѓани и туристите задоволни, велат овој проект е од големо значење. Патуваме од Германија, дојдовме преку планината. Нагоре патот беше добар, но на места и не. Видовме реконструкција. Во ред е, добро е, коректно е, убаво кога се прават работи, меѓутоа сепак нема реализација на некои претходни предлоги идеи, како пример Смарт Охрид и предлогот со мало проширување на патот од 1 метро, барем да добиеме означена 1 метар велосипедска патека. Одлично, многу добро, треба све да се реновира, само напред. Забрзано тече изградбата и на автопатот Охрид Кичево. Првите 40 на километри од Врбјани до Охрид со исклучок на Ботун ќе бидат пуштени на крајот од овој месец.
Се изведува последната фаза пред асфалтирање и градежни активности на клучките Арбиново и Издеглавје. Започната е првата фаза на клучката Требеништа, а интензивно се работи од подмолје на изградба на столбови за надпатник, подпорен зид, како и на изградба на фекална и атмосферска мрежа, велат од јавното предпријатие за државни патишта. Експертите велат патната инфраструктура се смета за основа за развојот на туризмот. Без патишта нема туризм. Може да имате најубавите атрактивности во туризмот, ама ако се непристапни, не може да развивате туризам. Она што е важно дека се работи сега и се надеваме дека пред она главна сезона патиштата ќе бидат спремни. Уредени современи и безбедни патишта се очекува да го намалат бројот на сообраќајни несреќи и да го зголемат бројот на туристи. Измените на Законот за локална самоуправа се во собраниска процедура и министерот за локална самоуправа Златко Перински очекува до крајот на овој месец или првата половина од јули да поминат на собраниска седница и да бидат ефективни за следните локални избори. Една од измените предвидува доколку граѓаните се разочарани од работата на градоначалникот, да можат референдумски да го отповикаат и да следи избор на нов. Главните постулати на измените на Законот за локална самоуправа се можноста за референдумски отповик на градоначалник, воведување во систематизацијата како облигаторна работа и препознавање на комуналниот редар и инспектор, намалување на прагот за граѓански иницијативи од 10 на 5%, значи практично ги отвараме општините да бидат подостапни за граѓаните, препознавање на механизмот форуми на заедници во насока на креирање на политика, градоначалникот кога ќе во иднина ќе креира буџети и програми, ќе има обврска да направи форуми на заедници, тоест да ги искомуницира граѓаните за заедно да го креираат тој предлог буџет, таа програма која што би требало да се реализира во периодот кој што ќе следи, затоа што цврсто сме уведени дека на крај на ден без среќни граѓани не може да има успешен градоначалник. И функцијата на градоначалникот во најголем случај треба да биде оперативна и во најголем случај треба да биде отворена кон решавање на проблемите на граѓаните. Токму затоа ги правиме и овие измени. Градоначалниците се единствените функционери кои што немаме механизам како да ги отповикаме од кога граѓаните ќе ги изберат. Сметавме дека тоа не е соодветно затоа што сведоци сме на злоупотреба на довербата на гласачите, тоест, да бидам попрецизен, избрани градоначалници не испорачуваат она што го ветиле кон граѓаните. Во таа насока, согласно укажувањата на Венецијанската комисија, ја даваме оваа алатка како механизам во предлог измените на Законот за локална самоуправа. Истата нема да може да се применува во првата и во последната година од нивниот мандат. Зашто? Заради тоа што цениме дека во првата година од мандатот 12 месеци е премногу кратко време да граѓанинот го процени перформансот на градоначалникот и во таа насока, доколку се иницира во овој период референдумски отповик на градоначалник, генерално би бил на политичка основа, а тоа е нешто што сакаме да го превенираме. На крај на денот и укажувањата на Венецијанската комисија е да се стави оваа алатка на располагање на граѓаните, но да се користи само во исклучителни ситуации. Токму и затоа ја позициониравме, практично и ги пресликавме позитивните примери од европските земји каде што функционира ваквиот механизам и навистина е многу соодветно поставен во предлог измените на Законот за локална самоуправа. Во Охрид денеска започна меѓународната конференција Иднината на комуналниот сектор, што ја организира Сдруженијето на даватели на комунални услуги на Македонија, АТКОМ. Во фокус се предизвиците и можностите во областа на комуналните услуги, водоснабдувањето, отпадните води, енергетската ефикасност и управувањето со отпад во контекст на урбанизацијата, климатските промени и технолошкиот напредок. Министерството за локална самоуправа дава силна поддршка за испорачување на поквалитетни комунални услуги од локалните самоуправи преку комуналните предпријатија кон граѓаните и при тоа главен фокус на владата е рамномерен развој, истакна министерот Златко Перински на 12-тата меѓународна конференција на даватели на комунални услуги која се одржува во Охрид. Комуналните предпријатија се соочуваат со сериозни предизвици изминатава деценија, неопходно е нивно модернизирање и поголема соработка со локалните самоуправи, вели Перински. Секако дека треба комуналните предпријатија да се модернизираат и практично тоа и ние го правиме како влада, им помагаме на локалните самоуправи да можат да инвестираат во дел на подобрување на комуналната инфраструктура, но на крај на ден мораме да потврдиме дека јавните комунални предпријатија се основани од советите на општините и практично се во нивна надлежност. Ние како централна влада можеме да помагаме, но не можеме да носиме одлуки кои што би требало они да ги носат во смисла на тоа
да се зголеми продуктивноста и ефикасноста при извршувањето на работите. Потешкотиите и проблемите се речиси секаде исти, а тоа се ниски тарифи на вода, климатските промени и застарена водна инфраструктура, вели Марк Мулер од шпански водоснабдителен оператор, кој на конференцијата ќе сподели искуства од Шпанија, Велика Британија и Франција. Во Македонија, сигурен сум, со истите проблеми и предизвици се соочуваат водостопанските предпријатија, но сепак мислам дека вршат одлична работа во многу тешки околности. Но важно е да се знае дека ова не е прашање само за водостопанските предпријатија, туку дека е потребен социјален напор за крајните корисници да ја сватат важноста на водата и важно е од јавната администрација да понесат одговорност за предизвиците со кои се соочува водоснабдителниот сектор. Исто така, од политички аспект, важно е да се адресира и проблемот за ниските тарифи за водни услуги. Водоводите и системите за одведување на урбани отпадни води се дотраени и бараат итна реконструкција. Меѓутоа, Ѓорѓе Христов, советник од Германското друштво за меѓународна соработка, смета дека загубите на вода и изработка на подземен катастар на мрежните системи се едни од најзначајните работи кои предпријатијата мора да ги направат час поскоро ако сакаме да имаме успешно управување со водоснабдителните системи. Затоа неопходна е дигитализација во јавните комунални предпријатија, посочува тој. Во спротивно, доколку ние не ги управуваме водоснабдителните системи, тие ќе не управуваат нас и тоа ќе биде на сметка и на крајниот корисник, изразено преку повисоките сметки за услугите што ќе ги праќаат. Меѓутоа може да се соочиме во догледно време и со недостаток на обезбедување 24-часовно континуирано снабдување со вода за пиење. Во оваа насока би апелирал дека новите дигитални алатки, новите дигитални софтвери кои што постојат можат во многу да допринесат да се изврши квалитетно снимање како на водоснабдителните мрежи, така и да се добијат реални податоци за зоните на притисок, подобро балансирање и хидравличко моделирање на мрежите, и се тоа не може да се направи без користење на современи дигитални алатки. Воведување иновација е неопходно и во третманот на отпадните води, бидејќи тоа е исклучително важен, но истовремено многу скап процес и најголем потрошувач на електрична енергија во јавните предпријатија. Најчесто и од страна на меѓународните пријатели и експерти е дека мора да се работи во сите јавни комунални предпријатија на подигање на квалитетот на работниците, на вработените, односно на посета на обуки, односно нивно до обучување, бидејќи на вистина времето оди напред, технологијата исто така, дигитализацијата, и мораме да бидеме во чекор со времето. Конференцијата насловена Иднината на комуналниот сектор е организирана од Асоцијацијата на даватели на комунални услуги во Македонија АТКОМ како дел од проект финансиран од германската влада и имплементиран во соработка со Германското друштво за меѓународна соработка ГИС. Македонската православна црква Охридска архиепископија доби нов духовен водач за Дебарско-Кичевската епархија. На денешната седница на Светиот архиерејски синод за нов митрополит е избран неговото високо преподобие игуменот Ѓорѓи. Со овој избор завршува периодот на вакуум што траеше од ноември минатата година, кога се упокои митрополитот Тимотеј. Синодот исто така го разгледа и предлогот на председателот на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан, за избор на иден митрополит на упразнетата Дебарско-Кичевска епархија. Раководен од Светиот Дух, Светиот архиерејски синод едногласно и еднодушно го избра неговото високо преподобие архимандритот господин Георги Ѓорѓевски за митрополит на Дебарско-Кичевската епархија при Македонската православна црква Охридска архиепископија. Достоен. Наречението на новоизбраниот митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши на 12 јули 2025 година на Петровден во храмот Свети Климент Охридски Свети Пантелеймон на Плаушник, а епископската хиротонија и интронизација за митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши на 13 јули 2025 година на Павловден во соборниот храм на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид.
Со денешната одлука на Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, игуменот Ѓорѓе ја превзема духовната и административната одговорност на Дебарско-Кичевската епархија, која опфаќа дел од Западна Македонија, вклучително и Охрид и Кичево. Македонската црковна јавност добива наследник со силно академско подкрепување, богато духовно и дипломатско искуство и неоспорен авторитет во богословските кругови, објавија од Синодот. 57-годишниот Ѓорѓевски е македонски теолог и универзитетски професор. Тој е редовен професор на Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде што предава предмети од областа на старозаветната теологија. Своето високо образование го започнал на истиот факултет, каде што дипломирал теологија. Потоа продолжил со постдипломски студии на Понтификалниот универзитет Грегоријана во Рим, Италија, каде што магистрирал и докторирал во областа на библиската теологија. Во периодот од 2010 до 2014 година, Ѓорѓевски ја извршувал функцијата амбасадор на Македонија при Светата столица Ватикан. Ѓорѓевски е автор на бројни научни трудови и книги. Во периодот од 2016 до 2023 година тој беше декан на Православниот богословски факултет. Игуменот Ѓорѓи, во текот на само неколку дена помина низ духовна преобразба, се замонаши на 27 мај годинава, на 28 мај беше ракоположен за јеродјакон, а на 29 мај за јеромонах. На празникот Педесетница, 8 јуни, беше произведен и за игумен од страна на архиепископот господин Стефан. Започнува ИПА вело викендот на точак Охрид и Струга да видам и рекреативната велотура Охрид Струга Радожда. Во организација на Интернационалната полициска асоциација Охрид, утре 13 јуни започнува ИПА вело викендот на точак Охрид и Струга да видам, во чии рамки во сабота 14 јуни ќе се одржи рекреативната велосипедска тура Охрид Струга Радожда. Утре во 19 часот и 30 минути на градското пристаниште во Охрид учесниците ќе можат да ги подигнат своите ИПА сетови, а стартот на рекреативната велосипедска тура Охрид Струга Радожда е во сабота во 8 часот од градското пристаниште во Охрид. Овој спортски настан се одржува по 9ти пат, а главната цел е актуализирање на ИПА иницијативата за велосипедско поврзување на двата крајзерски града Охрид и Струга, како и велоконекција Охрид Свети Стефан, со современо уредена, функционална и безбедна велосипедска патека. На овој начин ИПА Охрид прави свој обид за промовирање на Охрид, Струга и на целиот крајзерски регион како атрактивни туристички и велодестинации што значително ќе ги издигнат на светската велотуристичка мапа и ќе бидат причина плюс за зголемен број на туристи на ривиерата. Во време кога државите градат велосипедски автопати, редно и во Охридско-Струшкиот регион на Македонија да имаме безбедни велопатеки, а не да возиме покрај автомобилите, автобусите и камионите и да се ставаме во сериозна и опасна ситуација како рандива категорија учесници во сообраќајот, велат од ИПА Охрид. Со ова сакаат да упатат порака до двете општини, конечно и сериозно да се заложат велосипедското поврзување на Охрид со Струга и Охрид Свети Стефан да стане реалност. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно!